Речиси десетина години го крстарам поречието и безброј пати кога сум патувал во самиот Поречки регион, било тоа да е во Горно Порече, било во Долно Порече, овој пат решив да го посетам атарот на поранешната општина Самоков, поточно дел од нејзиниот поранешен атар, селото Требовље. Навистина овој пат тргнав рано, мощно рано за селото Требовље, многу рано од вообичаеното. Рано изутрина тргнав во касните ноќни сати, како што вели народот, за тоа што за да дојдеш до Требовље, треба да ја поминеш цела Југозападна Македонија, без разлика дали ќе тргнеш преку патниот правец Скопје, Велес, Градско, Росоман, превој Плетвар, Прилеп, превој Барбарас, Македонски Брод, Самоков до Требовље, или пак ќе се опатите од Скопје, Тетово, Гостивар, превој Стража, Кичево, Македонски Брод, Самоков до Требовље, или пак ако се определите до Требовље да дојдете од Скопје преку превојот Кула, резерватор Јасен, до мостот кај селото Близанско, па по 15 километарскиот неасфалтиран македонски пат кој води до селото Белица, а оттаму поречиси уште 15 километри асфалтиран пат кој води до раскрсницата која се двои кон Македонски Брод и кон Самоков во должина од 50 километри и уште десетина по криволестиот планински Требовљески пат до селото Требовље. Навистина ќе ви треба еден цел ден за да стасаш во Требовље. По препорака на мои пријатели и другари по потекот Порече, јас го одбрав по широкиот и по подолгиот пат во правец на селото Требовље, значи оној равничарскиот, Скопско-Велешко, Росоманско, Прилепскиот пат, по кој пат не само што најбрзо стасав во Требовље, туку и попатно имав можност да сретнам многу убави места кои ги создала природата, а човечката рака само ги надополнила, посебно во реонот на атарот на поранешната општина Самоков, како што е најмладото по години градче во Македонија Самоков, кој од пред речиси 40 години од мало село прерасна во современа градска населба, второ по големина во Порече, веднаш зад Македонски Брод. Наминав и во ова место, во ова населено место, во најмладиот урбан центар во Македонија, најмладото градче во Македонија, градчето Самоков. Не можев да не застанам во Самоков, да не го разгледам, да го видам урбаниот карактер на ова градско населено место и се разбира да ги надополнам моите сознанија за ова некогаш селска населба. Пишаните документи и пренајдените артефакти зборуваат за тоа дека Самоков како населба на овие простори обстојува уште од време на камената доба, античко време, средниот век, отоманскиот период, каде што во Самоков отоманската власт формирала своја локална самоуправа, своја локална власт, наречена Мудурлук. За обезбедување на Мудурлукот во Самоков била донесена редовна турска војска и е направена кашла. Населаните им било дадено право да си го поставуваат својот селски коџабашија и своји јази, односно одборници кои имале функција кога ќе дојде некој од представниците на власта, било тоа да е јазаџијата или спахијата или пак јумбурџија или заптија, да им ги представи селаните. Полјакот во селото бил поставуван од страна на Мудурот. За коџабашии и ази биле поставувани поимотните домаќини во селото. Коџабашиите за секоја куќа отворале рабуш, врз кој со нож ги бележеле платените пари во лири, черици, бели меджитлии, крошници, акчиња и аспри. Од 1912 година до 1918 година Самоков во времето на кралството Србија, а од 1918 па се до 1940 година е во рамките на кралството на србите, хрватите и словенците, односно Кралска Југославија, припаѓа на Поречкиот срез, каде што Самоков во тоа време е седиште на Поречкиот срез со свој началник, додека пак од 1945 година до 1963 година Самоков припаѓа на Охридската околија, а од 1963 па се до 1996 година во составот на општина Македонски Брод,
а од 1996 па се до 2004 година е седиште на истоимената општина. Самоков е ридска населба на 600 метри надморска височина. Атарот зафаќа простор од околу 15 квадратни километри. Незастапени се шумите на околу 900 хектари, на пасиштето паѓаат околу 260 хектари, а на нивите, бавчите, градините и ограѓето околу 200 хектари. Во 1972 година во Самоков живеат 270 жители, 1994 година 300 жители, а според пописот од 2002 година Самоков има 117 домаќинства, 388 жители, а според наша проценка денеска во најмладото градче во Македонија Самоков живеат околу 200 жители. Во Самоков останав долго, многу долго, речиси цел ден. Не ме пуштаа моите домаќини и навистина многу се радував што останав речиси цел ден. Преказните на моите домаќини за нивното родно село се редеа едно по друга, непрекинато се надополнуваа една со друга длабоко во ноќта. До изуплината што се вели, а на самото известенце ме испратија со стариот поречки адет и обичај, со здраве да се миоиш, чист да ти е патот, Господ среќа да ти прати и пак да ни дојш. Кон мојата дестинација село Требовље. Драги мои, приказите што ми ги раскажа моите домаќини за нивното село Самоков, ќе ви ги раскажам во наредните продолженија од ова моје ново патешествие низ поречието кои ќе следуваат. Не помина долго време, речиси не поминав ниту десетина километри од Самоков во правец на мојата крајна дестинација Требовље. Внимание ми привлече сообраќајниот знак на кој пишуваше Манастир Христово Воскресение. Не можев да не застанам и поодблизу не само да го видам, туку да се запознаам со ова многовековно духовно македонско православно христијанско духовно светилиште. Во манастирскиот двор срдечно добре дојде ми посака домаќинот на ова многовековно духовно македонско православно светилиште, господинот Борче Чировски, родом од поречкото село Сланско, присутен во овој манастирски комплекс веќе неколку години. Јас сум Борче Чировски, роден сум во село Сланско, а живеем во Македонски Брод, а овде на манастирот Христово Воскресение сум од март месец. Манастирот е изграден од титорот Мире Синадиновски, кој потекнуваат од ближново село Могилец. Почнат е 2006 година, а завршен е 2008 година. Светен е 2008 на трет ден Великден. Манастирот е отворен за сите верници и добронамерници и е од отворен карактер. За услугите кои ги пружа манастирот не се наплатува. Значи верниците оставаат по своја желба колку сакаат во манастирот. Манастирот има 3 слави. Првата слава е сега на 19 за водици. Од сите села крстовите ги носат тука се пеат и манастирот дават вечера за сите што ќе дојдат тука. Од тука луѓето се заминуваат по своите села со своите крстови. Тоа е првата слава, втората слава и најголема слава што е од отворен карактер и сите луѓе се собираат тука од разни краи на Македонија и па и пошироко, е на третиот ден Велик. Тогаш има и жива музика, вообичаено се јавуваат и кумови по разни основи и трет е празник летен Спасоен. Тоа е за домаќините си го слават, што не значи дека ако се згоди некој или кој дојде дека нема да бидете и услушан. Откако духовно се одморив во ова македонско христијанско светилиште, го продолжив патот во правец на селото Требовље, поминувајќи низ 20 на километри криволест асфалтиран пат, кој на волшебен начин се извиваше низ питомите падини на старата грамадна планина Сува гора, која представува типичен хорст и издигнат помеѓу Полошката котлина на запад,
кањонската клисура на реката Треска на исток до Илинг Гроб на север, а оттаму продолжува во планината Осој, чии клонови се спуштаат во полите на Сува река и Тетовската Суvodолица, чие неизино било представува просторно, широко и разбиено карстно плато на височина од 1600 метри, која спрема југ од највисокиот врв Кодра Таурли, кој високо се издвива кон небеските синила на 1857 метри, стрмно спуштајќи се во кањонот на Треска, протегајќи се во правец запад-југ, запад-север, северо-исток, во правец на езеро Козјак, кон резерватор Јасен, втопувајќи се во планинската верига на Мокра и Мочур планина. Некаде на 1500 метри надморска височина, додека се восквитував на волшебната убавина која со векови постојано ја ткае природата во овој дел на Македонија, моите сознанија за овој планински горостас, како на филмска лента, се втопуваа во непрекинатиот колоритен пејсаж кој ме обкружуваше, дека токму така Сува планина во морфолошки поглед представува продолжение на планината Караџица кон север, односно е дел од планинскиот масив Јакупица. Дека морфолошката граница помеѓу овие две засебни планински целини е релативно тешко да се определи. Дека во најдобар случај можеби тоа би бил најтесниот простор со широчина од 1,5 километар помеѓу изворишниот дел на Патишка река и стрмниот одсек кон Паречкиот басен, односно помеѓу врвовите Мирска вода, која се извива на 2179 метри надморска височина и Меленков камен висок 2217 метри. И исто така, дека на исток Сува планина е ограничена со долината на Патишка река, додека незината западна граница е определена со стрмниот одсек кон Паречкиот басен. Дека на север се наоѓа долината на Брезница, која ја одвојува Сува планина од Ридско-планинскиот простор понатаму кон север. Дека нејасниот морфолошки премин помеѓу Караџица и Сува планина го оневозможува и точно одредување на највисокиот врв на Сува планина, односно незината апсолутна височина. Дека на географските карти со поситен размер, а често и во литературата ова планина се означува со височина од 1743 метри. Тоа всушност представува еден врв кој се наоѓа во средишниот дел на планината, северно од увалата Зајачница. Меѓутоа, само на 1 километар јужно од овој врв се наоѓа поголем кој има височина од 1760 метри. Ако се земе за точна горе одредената граница помеѓу Караџица и Сува планина, тогаш на високиот врв на Сува планина би представувал Мисирска вода кој се извива на 2179 метри. Во морфолошки поглед, Сува планина покажува карактеристики на високо издигнато плато, кое освен кон југ завршува со стрмни падини со различен генетски постанок. Ова плато на исток е пресечено со флувио-глацијалната долина на Патишка река, на запад е одвоено со тектонскиот одсек на Паречкиот басен, а на север завршува со прегрбенската долина на Брезница. Должината на Сува планина изнесува околу 9 километри, со најголема широчина во средишниот дел од 4 километри. За да се доживее ова убавина, ова чиста, недопрена, ова благородна природа, сепак морате да дојдете и сами да се уверите во сите убавини кои овде ги има. Ако се искачите на убавите висорамнини кои што се наоѓаат овде во овој предел, ќе бидете воодушевени од гледката, односно од природата која што ве обиколува. Не можете да се изнадишите од чистиот планински воздух и не можете да се изнагледате на пејсажите и убавата панорама која што ќе биде пред вас. Значи, нашава земја е богата не само со природни убавини и знаменитости, туку и со многу културно-историски споменици, со многу сакрални објекти, со кои ние треба да се гордееме и треба да ги негуваме и да ги посетуваме. Меѓутоа, покрај ова, ние, иако сме мала земја, имаме многу богата историја.
нашата историја е уште од пред илинденскиот период, по илинденскиот период, за време на Втората светска војна и така натаму, има многу врвни револуционери, многу врвни луѓе, војводи, храбри, одлучни, кои што се бореле и дале своите животи за ослободување на македонскиот народ и за создавање на независна и суверена македонска држава. Јас не можам да издвојам, неблагодарно е кој дел би го издвоил, меѓутоа, ако можам меѓу еднаквите, да кажам, борци, револуционери или револуционерни краеви во нашата земја, јас морам да го споменам Демир Хисарскиот крај, односно селото Смилево, споменикот на македонскиот легендарен војвода, на стратегот и идеологот на епохалното илинденско восстание Даме Груев. Би го споменал и селото Паралово, односно манастирот Свети Ѓорѓи, каде што се наоѓа гробот на исто така легендарниот македонски војвода Ѓорѓи Сугарев, кој го дал животот за ослободување на Македонија и на македонскиот народ. Би го споменал исто така и селото Оревоец, односно Оревоец по исправно кажано, од каде што потекнува фамилијата Ацеви, која што е револуционерна фамилија уште од времето на илинденската епопеја и за време на Втората светска војна. Би го споменал Богомилскиот крај и Богомилското движење и нека не ми биде забележано ако некој од другите краишта кои што исто така дале свој придонес за време на револуциите, ако сум го испуштил, сигурно дека тоа не е намерно или злонамерно. Прво да ви кажам, лично за мене, дека сум јас голем љубител на природата и на природните убавини, кои што ги имаме овде во нашето македонско поднебје, и со големо задоволство ги посетувам и во зима, и во лето, и во пролет, и во есен, значи во било кое годишно време. Убавините овде се неописиви и затоа им препорачувам на сите љубители на природата да не штедат време и пари, а не се тоа во прашање големи пари, туку да одвојат време и да ги посетат овие места, да ги наполнат батериите, да акумулираат енергија и да бидат свежи за исполнување на секојдневните задачи и обврски кои што им престојат. Ако ме прашате кое место би го издвоил, навистина е многу тешко на тоа да се одговори на тоа прашање, бидејќи во Македонија не знаете кое место од кое е поубаво. Значи и оние места кои што се наоѓаат во низините и оние места кои што се наоѓаат во планините, навистина се прекрасни и човек ќе биде воодушевен кога ќе ги посети тие места и се враќа полн во својата душа и задоволен од екскурзијата која што ја обавил, да кажам, во тие предели, на тие простори. Е овде, драги мои, одовде, од врвот Мирска вода, додека со поглед го пратев хоризонтот што ме окружуваше на некаде 2-3 километри воздушна линија, меѓу густата борова шума се надзираше селото Требовје. Писокот на гајдата, кој ширум планинските горостаси бескрајно одекнуваше, ме наведе што побрзо со мојот поглед низ боровата шума да го пронајдам селото Требовје. На 50 километри од административниот центар на порече Македонски Брод и на речиси 10 километри од поранешниот административен центар на општината Самоков се наоѓа селото Требовје. Дојдов и во овој ден на порече, дојдов и во село Требовје да го видам селото, да ги видам преостанатите неколку мештани како живеат, а и тие да ни раскажат дел од нивната историја што им ја раскажувале нивните предци за нивното село Требовје.
за краткост се употребове, а таму насред селото, пред селската чешма, која во чест на браќата Арангел, Тихомир, Драгутин и Стојан, по потекло од ова село, учителот Миладин Станковиќ, по потекло од Дунавската бановина, ја изградил оваа чешма во 1932 година. Не пречека гајдаджијата Радко Златановски, заедно со пеќесмината селани во единото Требовје, и со онив си разврзавме муабет на долго и на широко, и за се што било, и за се што не било, и вурес и вукрес, како што велат поречени, за се она што е знаено и незнаено, и на лице, и на опачина, покрај разгорените дрва, чии пламени јазици го милува грнето во кое тивко се вареше на далеко познатото поречко гравче, кое грнче клечеше врз одавна ицанетата пиростија, а од време на време капачето од грнето, слушајќи ги приказните како ми ги раскажуваа моите трбовјани, се подкренуваше како да сакаше да ги предупреди моите домајчини да не заборават некоја приказна за животот на селото Требовје. Јас се викам Радко Златановски, свирам на гајда 45 години. Роден сум овдека во ова село пред 60 години. А свирам 45 години. Моментално живеам у Скопје, у Ѓорче Петров. Иначе гајда свирам многу одамна. Татко ми свиреше гајда. Не дека 60 и некоја година купи нова гајда, да него и мене ми ја остави старата гајда. И јас и почнав со гајдата, само со тоа гајдарката, речено така, и се научив, не дека почнав декември месец, баш ова време беше не дека 20 декември, и се научив до Великден, се научив да свирам, што да ти кажам, имаше тука 3-4 гајдаджи, ги поминав нив. И со свирките, тие знаа по 3-4 свирки, јас си научив. Едино татко ми свиреше многу поубаво, за разлика тука од овие села, беше еден од најдобрите гајдаджи. Се викаше Стојмир, сега тука малку погоре, и беше меѓу првите гајдаджи. И тоа беше 69-та година кога почнав, 70-та година. И после си почнав да свирам така на танане, отидов у Скопје, у војска заминав со се гајда. Низ Скопје свирав по многу друштва, Европа цела сум е свртел, Австралија, Јапонија, Јужна Кореја и така натаму. Ајде тогаш вака една по твој избор, по твој кев на душата, да ни засвириш уште една до две песни на гајдава, кои што да се пееле во поречието за свадбите, за крстевките, за славите не само во селото Требовје, туку во цело поречие. Да, овдека да ти кажам право, гајдата, порано само гајда имаше и по свадби, сидеше 2 гајди, 3 гајди, зависи кое село како. Други инструменти после почна армоника и такви работи. Ја да ти кажам од ова село, един од татко ми што има некој ора, можам да ти ги освирам оригинално. Девојче бело црвено ме одирано на вода. Девојче бело црвено ме одирано на вода. Ме одирано на вода, ме одирано на вода, водата ти е далеку, водано преку Вардаро, водата ти е далеку, водано преку Вардаро, водано преку Вардаро, водано преку Вардаро, чешмата преку реката, чешмата преку реката.
Pramima senki visoki, pramima senki visoki, gdje legneš će se usmiješ, nema koji da te razbudi, gdje legneš će se uspiješ, nema koji da te razbudi. Pedacija! Ne. Ale policja osjećaju, ne. Ja si vam, braće, zlatarče, ja si vam, braće, zlatarče, če dojde čadoga, veli i mene će me razbudi, če dojde zlato da, veli i mene će me razbudi. Naduj da pero, nama da ga vidi. Драги мои, приказните што ми ги раскажуваа моите домајчини од селото Требовље, за нивното родно село Требовље, на долго и на широко, и за се што било, и за се што не било, и урес и вукрас, како што билат поречени, за се она што е знаено и незнаено, и на лице и на опачина, покрај разгорените дрва, чии пламенски јазици го милува грнето во кое тивко се вараше на далеко познатото поречко гравче, кое грне клечеше врз одавна исцрпената пиростија, а од време на време капачето од грнето, слушајќи ги приказните како ми ги раскажуваа моите трбовљани, се подкреваше како да сакаше да ги предупреди моите домајќини да не заборават некоја приказна, ќе ви раскажам во наредната документарна емисија за селото Требовље.